Сојузот на синдикатите не се откажува од барањето за раст на платите за 2806 денари. Синдикатот сега ќе бара поддршка директно од пратениците. Тоа значи дека од нив ќе се бара преку амандман да се измени ребалансот на буџетот, со кој ќе се предвидат повеќе пари за повисоки плати, а пратениците тоа ќе треба да го изгласаат. Очекуваме поддршка од сите пратеници, а посебно од партијата која не прозва да поднесеме предлог во насока на обезбедување на финансиски средства за линеарно зголемување на платите на вработените во јавниот сектор за 2806 денари, согласно зголемувањето на минималната плата, објавена во службен весник број 41 од 24 февруари 2022 година. Ако народните избраници, представници на партиите, останат неми на легитимните барања на работниците, не преостанува ништо друго освен семасовен генерален штрајк на 22 месецов. Откако документот ќе биде поднесен до собранието, парламентарното мнозинство ќе одлучи дали ќе го исполнат ветувањето. Во меѓувреме, власта уверува дека преку диалог ќе се најде решение, а не преку штрајк како што најавија од ССМ. Вице-премиерот за економски прашања рече дека средба ќе има и тоа во текот на оваа недела. Треба да седне на маса и веќе оваа недела пак ќе ги повикаме синдикатите да зборуваме за овие отворени прашања. Ја реков дека ќе треба да формираме работни групи. Они утредента рекоа дека ќе отидат на штрајк. Се уште на следната седница на влада ние ќе ги формираме работните групи, кај што тие се дел од работните групи за да почнат реално да работат на наоѓање на одржливо решение како што најдовме за минималната плата. За сега од владата молк по најавата на синдикатите со генерален штрајк на 22 јуни. Ако нема епилог, на работните места ќе штрајкуваат војската, полицијата, просветарите, лекарите, потоа вработените во комуналните претпријатија, општините како и останатите јавни институции. Димовски уште еднаш повтори дека мора да има линеарно зголемување на платите за 2806 денари, потпишување на општиот колективен договор како и враќање на изгубеното право на регрес од 2023 и тоа во износ од 30 до 100% од просечната плата во државава.